Продолжете гордо да ја представувате македонската армија, бидејќи имате што да представувате, им порача председателката Гордана Силјановска-Давкова преку видео врска на македонските војници кои се на мировни мисии во странство. Во свој одговор Силјановска-Давкова рече дека мирот на светот никогаш не му бил попотребен, а дека мировниците се оние кои придонесуваат кон тоа. Според председателката, вредноста на македонските мировници никогаш не била повидлива. Таа вели дека државата пак има должност да се дружи со семејствата на мировниците, додека тие се на мисија. Силјановска-Давкова на семејствата на мировниците пак им порача дека ги гледа како свое семејство со кое се гордее. Ние пак имаме друга должност. Овде не само да контактираме со вас и да мислиме на вас, туку да се дружиме со вашите семејства. Вие вашиот допринос го дадовте и го давате. Ние цврсто веруваме во мирот, но се разбира мирот не зависи само од нас и мора секогаш и тамо и овде да бидеме подготвени. Ние сме како едно големо семејство. Јас сум горда што сум со вас. Навистина, нема анкета која армијата не ја лоцира во врвот. Традиционално и оваа година на настанот за одбележување на новата година Дедо Мраз ги израдува децата на армиските припадници и во касарната дојде со хеликоптер. На мировниците им се обратија и министерот за одбрана Владо Мисајловски и началникот на генералштабот Сашко Лавчиски. Според Мисајловски, иако војниците се физички оддалечени од семејството и домот, за него оваа средба има голема тежина. Лавчиски пак на мировниците им рече дека е уверен во нивното професионално работење. Иако денеска сме физички оддалечени, оваа средба има особена тежина и значење зашто не обединува како едно големо семејство. Мојата порака до вас, нашите мировници, во регионот и пошироко, ви благодарам за вашата служба во името на мирот, безбедноста и сигурноста на секој еден од нас. Јас нема да ви кажувам како треба да ја вршите вашата задача, затоа што сум уверен дека ја извршувате крајно професионално и јас стојам позади секој еден од вас. Воениот врв на настанот се обрати кон припадници на армијата кои се на мировни мисии во Косово, Босна и Херцеговина, Либан, Латвија, Романија, Бугарија и Германија.